Почитувани гледачи, добар ден. Вторник, време е за нова епизода на Медицинско катче. Денес темата е JCI акредитација. Клиничката болница Аџибадем Систина по четврти пат ја доби најпрестижната светска акредитација JCI. За самата акредитација, за тоа кој ја дава, која е разликата меѓу првата и четвртата акредитација, колку време трае, на колку време се прави, утрово зборуваме со доктор Емилија Мирчевска, медицински директор на Аџибадем Систина. Докторка, добар ден. Добар ден и ви благодарам за поканата. Најавив која ќе биде денешната тема, значи последната, четврта JCI акредитација на вашата болница. Што представува самата акредитација за болницата, кој ја дава и која е разликата за вовед од првата до сегашната акредитација? JCI акредитацијата представува формален процес во кој што едно независно тело, во овој случај JCI комитетот, проценува дали една здравствена установа ги задоволува стандардите за безбедност и квалитет во работењето. JCI акредитацијата е позната на глобално ниво повеќе од 70 години, а повеќе од 75 земји ширум светот своите болници ги имаат акредитирано преку оваа престижна организација. Кога во 2016 година нашата болница за прв пат го доби златниот печат за потврда за безбедност и квалитет во работењето, ние бевме единствена болница во државата, но не само во државата, туку и во поширокиот регион, која што се здоби со ова престижно признание. Што ова значеше? Од првата акредитација во 2016 година, па се до денес, односно до пред еден месец, кога ја поминавме успешно четвртата реакредитација, ние бевме обврзани не само да исполниме низа стандарди кои што беа наложени од JCI комитетот, туку истовремено да работиме на одржување на континуитетот и на унапредување на нашите здравствени услуги. Секоја здравствена институција која што номинира за добивање на златниот печат мора да ги исполни не само основните стандарди во работењето, туку истовремено низ низа процеси, постапки, процедури да покаже дека вистински го работи во секојдневието она што од нејзе се бара. Ме прашавте што беше различно од првата акредитација во 2016 спомнавте дека е до ден денес. Последната. Ако за првата акредитација бевме обврзани да ги исполниме основните стандарди за квалитет и безбедност во работењето и неизмерливи елементи да покажеме дека во секојдневната пракса тоа го правиме, во оваа последна реакредитација од нас се очекуваше да покажеме дека размислуваме иновативно, дека делуваме проактивно, дека имаме изготвено акциони планови за непредвидени состојби како што се големи масовни катастрофи, масовни несреќи, односно да покажеме повисоко ниво на квалитет во сите сегменти на нашето работење, да покажеме повисока свесност во анализа на ризиците од сите можни аспекти по однос на пациентите, нивното здравје и здравствена грижа која што ја добиваат. Последното поглавје од JCI акредитацијата беше исто така различно по тоа што воведе нови стандарди кои што се однесуваат на ризиците по глобалното здравје. Па така нашата болница беше исправена пред нов предизвик да покаже дека внимаваме, односно ги ограничуваме штетните ефекти на глобалното затоплување, дека го фаворизираме процесот на декарбонизација, дека внимаваме на селектирањето отпад, внимаваме на емисијата на штетните гасови во околината. Со еден збор покажуваме висока општествена одговорност и со тоа нудиме голема безбедност не само за нашите пациенти, туку и за општеството воопшто. Спомнавме дека станува збор за четврта акредитација. Кажете ми како се добива акредитацијата, односно што се треба да направи болницата од предходната до следната акредитација? Суштината на акредитацијата ја сочинуваат неколку клучни аспекти, кои што се однесуваат на севкупното болничко работење, но не само на болничкото работење, туку и на болничкото управување.
Па така, ние сме обврзани како болница во периодот помеѓу две акредитации, кои што се одвиваат на 3 години, да покажеме континуитет во работењето, односно во испорачувањето на нашите квалитетни услуги, кои што се однесуваат пред се на пациент фокусираната грижа и нега, кои што се однесуваат на безбедност на управување со болничкиот објект, исправност на истиот, техничка проверка, сертификација. Понатаму се однесуваат стандардите, друг дел на стандардите се однесуваат на менаџирање и управување со лекови, особено со високо ризични лекови, безпрекорно почитување на неколкуте интернационални правила за безбедност на пациентите. И она што е уште една потврда за квалитетот на една здравствена организација, кој што JCI акредитацијата го бара, е квалитативна анализа на здравствениот кадар кој што работи во болницата. Она што сакам да го истакнам е дека во склоп на ревизијата и проверката од страна на JCI акредитаторите, ние сме обврзани да покажеме дека правиме континуирана евалуација на перформансот на нашите вработени, доделувајќи им специфични клинички овластувања, следејќи ги нивните клинички компетенции и верифицирајќи ја во континуитет нивната тренинг, едукација која што е задолжителна. Дали доаѓаат странците кај нас или ова е континуиран процес за самата акредитација како се добива? Дали вие аплицирате со одредена документација технички како изгледа целиот процес на JCI акредитирање? Реакредитациите не се обврзувачки. Меѓутоа, пред секоја реакредитација задолжително е болницата да пополни апликација во која што номинира повторно да биде реакредитирана од истиот комитет. После апликација на болницата за редовна реакредитација, ние добиваме потврден одговор од нивниот организацијски комитет со назначен датум кога таа ќе се изведува. Оваа година нашата акредитација се одвиваше во периодот од 23 до 26 февруари и во овој процес болницата помина детален преглед ни сите своји структури, односно беа контролирани сите процеси, сите процедури, сите аспекти на клиничко работење. На крајот, низ една серија од опсежни анализи, евалуации, проверка на прекумерливи елементи, ние ја покажавме веродостојноста на нашето работење, односно сето она кое што го имавме пријавено во апликацијата, дека на терен на вистина го исполнуваме. Акредитацијата ја изведуваат сертифицирани, тренирани, едуцирани независни членови, кои што вообичаено се тело од тројца членови, во кои што еден е лидер на тимот, еден е секогаш доктор, еден е медицински техничар и третото лице е немедицинско лице кое што е задолжено за техничка проверка и проверка на техничките процеси низ болницата. Како што кажав, реакредитацијата се врши на секои 3 години. Што значи ова за пациентите, меѓутоа и за медицинскиот кадар кој што работи во ваква една акредитирана болница? Дали е престиж и што значи конкретно за лекувањето на пациентите, бидејќи споменавте некаде во одговорите дека има контрола на високоризичните лекови, дека се обрнува внимание доста на овој дел? Културата на безбедност е она на која што најмногу внимаваме и за која што најмногу се залагаме во болницата. JCI акредитацијата во суштина е еден сертификат, односно потврда дека една здравствена организација покажува највисоко ниво на безбедност и квалитет во испорачување на своите услуги. Како се одвива самиот процес на акредитирање? Процесот на акредитацијата опфаќа директна обсервација на терен, следење на патеката на движење на пациентот од моментот на неговото влегување во болница, преку сите дијагностички и терапевски процедури кои што се извршуваат врз него, се до крајно излегување на пациентот од болница или евентуално продолжување на рехабилитацијата во нашиот Центар за физикална терапија. Ревизорите ова го прават преку директна обсервација на терен, преку интервјуирање на вработените, во кое што добиваат представа за информираноста околу процедурите кои што постојат во болницата, нивното
практикување во секојдневното работење и преку ревизија на медицинската и немедицинската документација. Зошто е ова важно за пациентите? Важно е затоа што со добивање на златниот печат за квалитет и безбедност во лекувањето, пациентите се сигурни дека ја добиваат истата здравствена услуга како во најпрестижните светски реномирани здравствени центри. Акредитацијата е свежа, ја добивте пред отприлика 1 месец. Што треба да се случува следните 3 години кога ќе дојде време за 5-та јубилејна на некој начин акредитација? Дали тоа значи дека болницата треба да биде на некое повисоко ниво? Дали треба да има некои исправки доколку има забелешки од страна на ова тело за акредитација? JCI воведе една новина во процесот на следење на акредитираните болници оваа година. Ова значи дека на секој 6 месеци, практично 2 пати во годината, ние ќе бидеме подложени на повремени контроли, повторно на сите клинички процеси во болницата. JCI ова го нарекоа point of touch, во кој што ќе ги анализираат уште еднаш забелешките кои ни беа дадени при последната акредитација, ќе ги разгледаат нашите акциони планови, ќе ги разгледаат нашите проекти за подобрување. 5-та јубилејна и се надевам како и досега успешна акредитација која што не очекува за 3 години, треба да не донесе на едно многу повисоко квалитативно ниво во кое што ние ќе покажеме дека многу подетално ги анализираме сите процеси на работење, многу повеќе внимаваме на ризиците со кои што се соочуваат пациентите и вработените во болницата и проактивно како ќе делуваме да ги минимизираме ефектите на глобалното здравје воопшто. Докторка, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Честитки од наша страна за новата акредитација. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат, следите го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.